Исказот на тепаниот Спиро Топаловски беше поверодостоен доказ од видеоснимките за судиката Билјана Белевска-Пројковска, за да ги ослободи од обвинение браќата Нефи и Ибро Усејни. Пројковска донесе ослободителна пресуда повикувајќи се на исказот кој охригјанецот Топаловски го дал пред судот, а е контрадикторен со исказот што претходно го имаше дадено во обвинителството. Во пресудата напишана на 15 страни стои дека од снимките јасно се гледа како е тепан Топаловски. Тие му биле покажани и нему, но тој останал на исказот дека повредите не му ги нанале Усејни, туку непознато лице кое го удрило од задгрб, спротивно на она што го кажа во обвинителството дека повредите му ги нанале браќата Усејни. За овој суд неспорно е дека во конкретниот кривично правен настан оштетениот Топаловски бил телесно повреден од страна на сега обвинетите. Ваквата констатација произлегува од изведените докази, снимки од видеонадзор поставен во хотелот Ј во О, на кој јасно се гледа какви действија превземаат обвинетите при физичкиот напад врз оштетениот. Топаловски веднаш по инцидентот испрати фотографии до медиумите на кои се гледаше тој целиот преврзан со завој на главата, но по само неколку дена го промени исказот, па квази криминалецот, како што го нарекуваше Нефи Усејни, стана негов пријател и тврдеше дека никогаш не бил нападнат од него и од брат му. Токму ова го пишува во пресудата, но исто така пишува дека во текот на судењето Топаловски се однесувал како да сака да им помогне на браќата Усејни да не одговараат пред законот. За овој суд е неспорно дека и таквите повреди на оштетениот му ги нанале сега обвинетите НУ и ИУ, но со ваквите действија тие го сториле кривичното дело телесна повреда, за кое кривично дело пак постапката се води во приватна кривична тужба од оштетениот. Судскиот процес кој траеше речиси 2 години, помина низ многу турбуленции, со неретко менување на исказите на сведоците и редовни одлагање на рочиштата поради отсуство на обвинетите или сведоците. За потсетување, ова не е единствениот инцидент на Усејни. Во 2019 година го натапа професорот Илјас Илјази, со топаници се пресметуваше и со советникот Джемал Мена, а не ги поштеди ниту градежните инспектори кои вршеа увид на дивоградбата во центарот на градот. Пред само 6 дена, Нефи Усејни натапа и 56 годишен сограѓанин кој учествувал во надавањето за тезгите на кеот во Охрид.